Светот во 2050-та. Роботи со емоции, чипувани деца и летување на Арктикот. До 2050 година светот има една валута. Нема да има мраз на Арктикот, роботите ќе имаат емоции исто како и луѓето. До 2033 година, според овие предвидувања, 47% од човечките работни места би можеле да ги преземат роботите. Роботизацијата ќе влијае на економијата на сите нивоа, а луѓето ќе бидат ослободени од најсложените монотони задачи. Едно предвидување е дека екзоскелетите ќе ги зголемат физичките способности на луѓето. Од секојдневниот живот во кој лицата со посебни потреби ќе можат да се движат без инвалидски колички до вселенско истражување и одбрана. Напредокот на квантната пресметка ќе им овозможи на роботите целосно да го реконструираат светот околу нив и да имаат емоции, амбиции, мотивација и логика. До средината на векот можноста да се запамети се и неверојатната брзина на учење нови работи ќе стане вообичаена. На децата ќе им бидат обезбедени најнови чипови за зголемување на меморијата за да им помогнат да учат. Оштетувањето на мозокот поради повреда на главата ќе може да се лекува исто како и губењето на меморијата. Исто така се предвидува дека до 2050 година светот ќе го управува само една валута, а на луѓето ќе им треба чип за идентификација за да ја користат. На сите ќе им се даде имплант при раѓање. Без чип нема да може да се купи или продаде ништо. Глобалното затоплување ќе продолжи и северниот пол ќе се стопи толку многу, што речиси и да нема да има мраз за време на летото на Арктикот.